За тоа како е да се биде менаџер на компанија во која се работи со најсовремена опрема, водењето на компаниите поедноставено. Почитуван председател на Стопанската комора на Република Македонија, почитуван Бранко Азески, почитуван домаќин на денешниот настан, академик Жан Митрев, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани панелисти, почитувани дами и господа, драги пријатели. Значи, ми представува особена чест и задоволство секогаш да се обратам кога има настан со стопанственици, а посебно во Стопанската комора на Македонија, од каде што јас исто потекнувам. И мислам дека нема потреба да многу објаснувам после оваа најава. Ако гледаме дека најавата може да биде дигитализирана, значи јасно е во кој правец оди светот. Она што сакам да го кажам е дека малите земји како Република Македонија, што е впрочем и тема на денешниот панел, немаат голем избор. Нивниот избор е да бидат отворени према светот, бидејќи денеска светот стана глобален, стана дигитализиран, имаат практично обврска, ако мислат добро на своите граѓани, да водат отворена политика према целиот свет, не смеат да се затворат сами во себе и мислам дека владата денеска тоа најдобро го покажува, дека сакаме да направиме добри односи со целиот свет и тоа е основа за водењето на бизнис. Постојат две основи за водење на секој бизнис. Ние можеме да правиме економски мерки колку сакаме, ама доколку нема владење на правото и доколку нема стабилна ситуација во државата, малку кој ќе зборува за бизнис. Прво треба да ги изградиме тие две основи, а поготово во малите држави какви што се сите на Балканот или како што не викаат сега на Западен Балкан. Мислам дека на сите ни е јасно дека ако сакаме да имаме подобар стандард, има само еден избор. И односно има само едно решение, а тоа е решението се мери преку зголемувањето на бруто домашниот производ, а бруто домашниот производ да се зголеми има математички, значи прецизно, само две можности. Бидејќи третата можност што имаат големите држави, за жал ние ја немаме. Третата можност е, од таа ќе почнам, да се зголеми домашната потрошувачка. Значи, тој што има 2 коли да има 3, тој што има 2 стана да има 3, тој што има 20 одела да има 30 и така натаму, но мислам дека во мала држава колку и тоа да го правиме, можностите се мали, а поготово доколку платежната моќ на граѓаните е мала. Значи, тука простор за растење на бруто домашниот производ со зголемување на домашната потрошувачка има, но тој не е голем за да направи некакви сериозни исчекори. Што значи остануваат два други механизма. А другите два механизма се да се зголеми извозот во државата, односно од државата према трети земји и да се зголемат капиталните инвестиции кои што генерираат GDP. За да се зголеми извозот, сакам само да ги кажам основните параметри. Денеска извозот во бруто домашниот производ на Република Македонија учествува со 54% и ако сакаме да оствариме раст од 5-6% на бруто домашниот производ, колку што ни е потребен, за да полека во некој период од 15-20 години ги стигнеме европските стандарди или стандардите на европските држави, ние треба да имаме учество на извозот во бруто домашниот производ од најмалку 65 до 70%. И вториот начин, како можеме да го зголемиме бруто домашниот производ, е да имаме градба, односно да имаме инфраструктурни проекти. Значи, јас не случајно правам разлика помеѓу градбата и инфраструктурните проекти, бидејќи вие можете да имате градба, но доколку тие градби се непродуктивни, вие ќе направите краткорочен ефект на зголемување на бруто домашниот производ и долгорочна штета. Краткорочниот ефект ќе се одрази со ситуациите, односно зголемувањето на прометот во градежништвото, но доколку тие проекти не се оддржливи на долг период, односно не ги враќаат парите кои што се во нив инвестирани, а сега не сакам да повторувам и споменувам какви све проекти правевме, значи тогаш вие правите долгорочна штета, бидејќи каматите и кредитите ќе си дојдат за наплата. Затоа, ние решивме да правиме, значи, раст на бруто домашниот производ во два правци. Едниот правец е инфраструктурни проекти за кои што денеска нема да зборувам,
но тие инфраструктурни проекти да бидат само такви кои што ќе овозможат да се развива индустријата и на вистина да бидат во корист на и економијата и граѓаните. И тука само ќе споменам дека ќе бидеме посветени на коридорот 8 и во делот на автопатиштата и во делот на железницата, за кои што немаше проекти практично. Овие месеци се изработуваат и изработија проектите. Например, ќе ви го споменам само проектот на железничката линија помеѓу Кичево и Лин. Лин е првото место во Албанија, со што практично Македонија би се поврзала со Драч пристаништето со железнички транспорт, и проектот на источната страна, значи према Бугарија, каде што сега веќе обезбедивме средства за финансирање на тој проект, како и автопатиштата, кои што во еден дел, значи према Кичево Охрид, треба да ги одглавиме. Таму има одредени проблеми за кои што не би сакал да го користам времето да зборувам, за да имам поеќе време да се задржам на темата на денешната конференција. Значи, она што сакам да го кажам е дека инфраструктурата создава услови за да се развива бизнисот. Вие не можете да во 21 век до два града на соседните земји кои што се оддалечени 250 километри, а мислам на Софија и на Тирана од Скопје, тие се отприлика на 250 километри едниот и другиот, патувате 5 часа. И при тоа зборувате за бизнис. Вие за таа дистанца не смеете да одвоите повеќе од саат и пол до 2 во современиот свет и во еден ден да одите, да завршите работа и да се вратите. Да не кажувам дека е посебна, како да кажам, авантура да стигнете до Сараево и да се вратите. И така натаму. Значи, инфраструктурата пред се, тоа е нешто што го расте бруто домашниот производ, али на еден квалитетен и одржлив начин. Но она што е суштината, како да го зголемиме извозот и како ние сега, како мала земја, да бидеме дел од светската економија и индустрија, е само да бидеме конкурентни. Значи, вие не можете да правите извоз ако не сте конкурентни на светскиот пазар. Затоа што светскиот пазар нема милост, а верувајте ми, јас тоа сум го искусил на најлошиот можен начин на собствена кожа. Таму каде што сум работел, односно формирал компании, пред да бидам подпредседател на влада, тие мои компании извезувале во 21 држава, од кои во главно во земјите од Европска унија. Таму милост нема, цел свет ви е конкуренција. Таму единствен начин за да успеете е да бидете конкурентни. Точно со мерките кои што беа градени врз база на стратегиите кои што ги имаше, и анализата на Виенскиот економски институт, и анализата на Светската банка, и сите досегашни материјали кои што произлегува од Стопанската комора на Република Македонија, владата ги прифати како платформа врз база на која што ги изгради мерките за економски раст, кои што овие денови ќе бидат преточени во закон. Тие мерки се детерминираат во два столба, еден во законот, каде што се поддржува инвестициите и развојот, односно извозот, а додека вториот дел од мерките ќе биде имплементиран преку програмата која што ја донесе владата, а ќе се имплементира преку Фондот за иновации, а е наменета во главно за мали и средни предпријатија. Па така, во оваа програма посебно се стимулираат развојните проекти, каде што доколку имате развоен проект или развој на нови производи во Република Македонија, можете да аплицирате да државата ви помогне до 70% од трошоците за развој. Бидејќи развојот е тој кој што компаниите ги прави конкурентни на светскиот пазар, а малите држави немаат друг избор, освен да бидат конкурентни на глобалниот светски пазар. Понатаму, имате мерка која што придонесува да вие, доколку сакате, сте брзо растечка компанија и препознаеме дека сте брзо растечка компанија, да добиете 30% поврат на инвестираните средства, но не зборуваме за меки мерки на обуки, едукации, сајмови, него на инвестиции, зборуваме за хали, машини, за развој на производи, за развој на научно-истражувачки центри, бидејќи нашите фабрики, сега се враќам во делот на законот, додека ова сега што го зборував е во делот на мерките кои што се во програмата преку Фондот за иновативност. Сега во законот се враќам. Таму, значи, за мерките од Фондот за иновативност треба да се аплицира и таму добиваат тие кои што ќе покажат, нели, проекти и резултат. Додека по законот добиваат сите. А што добиваат сите? Доколку сте вие компанија која што сакате во рамките на својот капацитет да направите научно-истражувачки центар, односно развоен центар,
во тој случај добивате 30% поврат на сите инвестирани средства во тој научно-истражувачки центар, вклучувајќи ги градежните работи, инструментите, лабораториите кои што треба да ги направите, софтверите, IT опремата и трошокот за човечките ресурси. Што сакаме да направиме? Сакаме да ги охрабриме сите македонски компании да посветат повеќе внимание на развојот, бидејќи преку развојот и новите технологии, а нови технологии им помагаме да купат со тоа што правиме поврат на 10, односно 20% на инвестираните средства, да станат, сакаме како држава да им помогнеме да станат поконкурентни, да станат видливи на светскиот пазар и само така може државата да помогне да се зголеми извозот. Тоа е целта на оваа програма. Јас се надевам дека сите стопанственици ќе ја препознаат и ќе препознаат дека 2018-2019 ќе бидат години во кои што треба да инвестираат. Јас како потпредседател на влада сакам да ве охрабрам тоа да го правите и владата ќе ви биде партнер на тој пат. Јас тука ќе завршам со мојата дискусија, ќе ве поздравам сите, ќе ви посакам добра работа денеска, се надевам дека ќе имате добри заклучоци и добра размена на идеи и воедно да се извинам, бидејќи ќе морам да заминам, во 11 саат морам да бидам во влада. Таму, верувајте ми, тука ми е попријатно него таму, ама тоа ми е обврска. Ви благодарам на сите.